Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Училница. Јас сум Магдалена Антонова и ќе ви одржам еден час по предметот музичко образование за второ одделение. Наставната содржина гласи пеење кратки мотиви, слуховно пеење со правилно дишење и држење на телото во опсег C1, A1. Кои цели треба да ги постигнете преку овој час? Треба да се оспособите да пеете кратки мотиви по слух, со правилно дишење без напрегање и правилно држење на телото во опсег C1, A1. Да создавате навики за правилно пеење. Да се потсетиме. Што значеше правилен пеачки став? Тоа значи правилно да го држиме телото при пеење во седечка или стоечка положба. Тоа е особено важно бидејќи од тоа како го држиме телото, зависи како ќе звучи нашето пеење. Доколку сме во правилна положба со нашето тело, додека пееме, воздухот слободно ќе помине преку гласните жици и ќе формира чист звук, пријатен за слушање. При тоа нема да почувствуваме замор и напрегање на нашето грло. Правилниот пеачки став значи исправен рбет, рамената да бидат опуштени, нозете во природна положба, рацете да паѓаат покрај телото во природна положба исто така, вратот исправен, главата да не биде ниту крената нагоре, ниту спуштена надолу. Мускулите на лицето опуштени, без правење гримаси. Што значи правилно дишење додека пееме? Ова е особено важно и треба да се одвива на следниот начин. Правилно дишење значи вдишување преку нос, а издишување преку уста. Издишувањето на воздухот треба да биде рамномерно и полека, не одеднаш, без напрегање. Така нема да останеме без воздух при пеењето. А сега да се распееме. Прва вежба. Наставникот ги кажува имињата на учениците со пеење, а тие му одговараат исто така со пеење, со иста интонација. Например, наставникот пее Марио, а ученикот што се вика Марио одговара тука сум, или Калина, ученичката кажува тука сум, наставникот Ања, ученикот тука сум. И уште една слична вежба. Наставникот ги прозива и ги прашува учениците со пеење, а тие му одговараат на прашањето исто така со пеење со иста интонација. Например, Илина, како си? А таа одговара добро сум, благодарам. Или Матеј, како си? Ученикот добро сум, благодарам. Даријан, како си? Добро сум, благодарам. И така натака. Уште една вежба за распејување. Замислете си дека сте балон кој што треба да се надува. Значи, кога ќе дишеме, ќе примиме воздух во своето тело и ќе го надуваме балонот. При издишувањето, ќе си замислиме дека тој балон се издишува, но полека и рамномерно. Значи, земам воздух низ нос и при издишувањето со пеење, значи се обидувам да го испеам зборот или дадените слогови букви и така натаму. Например,
Ао, е, и, у. Учениците исто така повторуваат. Ао, е, и, у. Мамо, ме, ми, му. Мамо, ме, ми, му. Ха, ха, ха. Ха, ха, ха. Ху, ху, ху. Ху, ху, ху. Тра, ла, ла. Тра, ла, ла. Чуф, чуф, чуф. Чуф, чуф, чуф. Зрн, зрн, зрн. Зрн, зрн, зрн. И така натака. Денеска ќе пееме кратки мотиви по слух во опсек C1A1. Што е тоа мотив? Музичките композиции се составени од помали и поголеми целини. Најмал дел од музичката композиција се вика мотив. Како што од зборови правиме реченици и се изразуваме преку говорот, така во музиката од мотивите создаваме песна или музичка композиција. На овој час ќе пееме мотиви по слух во опцет C1A1 или тоа значи со тонови од до 1, од долно до ла. Најпрви ќе ви ја испеам песничката Шеп, шеп, кукличке, целосно, внимателно слушнете ја, а потоа ќе поразговараме за оваа песничка, за нејзината содржина. Одиме. Шеп, шеп, кукличке, моја мала сестричке, колку си ми мила и ми даваш сила. Дали ви се допадна, драги ученици, песничката? Верувам дека ви се допадна. Зашто се пееше во песничката? Така е, во песничката се пееше за играта на едно девојче со својата кукличка. Како си игра девојчето со својата кукличка? Така што и шепнува на увото и вели шеп, шеп, кукличке, ја споредува со мала сестричка, бидејќи многу ја сака. И вели дека многу и е мила и дава кукличката сила. Втората строфа од песничката се пее со истите тонови, само со други зборови. Еве, слушнете и втората строфа. Шеп, шеп, кукличке, моја мала сестричке, фустанче ти скрои во илјада бои. Така. Одиме понатака. Сега ќе пееме мотив по мотив, а потоа ќе се обидеме да ги поврземе сите мотиви и да испееме една музичка реченица. Односно, тоа ќе биде првиот ред од песничката. Значи, наставникот пее, а учениците повторуваат по него. Првиот мотив од песничката е следниот. Шеп, шеп. Или тоа со пеење би звучело и со свирење би звучело вака. Шеп, 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 шеп. Ајде сега вие повторете. Одлично. Одиме понатака. Вториот мотив вели
кукличке. Така, или со пење би звучало вака. Кукличке, кукличке. Ајде, повторете сега вие. Браво. Мотив број 3. Моја мала. Моја мала. Уште еднаш. Моја мала. Ајде сега вие. Браво. Мотив број 4. Сестричке. Тоа ќе се испее вака. Сестричке, сестричке. Повторете сега вие 2 пати. Одлично. Сега да се обидеме да и поврземе овие мотиви. Шеп, шеп, кукличке, моја мала сестричке. Или со свирење и со пење би изгледало вака. Шеп, шеп, кукличке, моја мала сестричке. Уште еднаш. Шеп, шеп, кукличке. Се извинувам. Шеп, шеп, кукличке, моја мала сестричке. Ајде сега вие. Шеп, шеп, кукличке, моја мала сестричке. Одлично. Одиме на вториот ред од песничката или мотив број 5. Колку си ми, или со пење би звучело вака. Колку си ми, колку си ми. Ајде сега вие. Браво. Следниот мотив, мотив број 6, мила. Мила, мила. Ајде сега вие. Браво. Следен мотив, ти ми даваш. Ти ми даваш. Ти ми даваш. Ајде сега вие. Браво. И последниот мотив, сила. 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 Ајде вие. Браво. Ги поврзуваме сите мотиви од вториот ред. Колку си ми мила, ти ми даваш сила. Уште еднаш, целиот ред. Колку си ми мила, ти ми даваш сила. Колку си ми мила, ти ми даваш сила. Браво.
ученици ќе се обидеме да испееме целата песна. Први можеме да испееме со зборови, односно со текст, а потоа со неутрален слог или со ритмичка придружба. Може? Одиме. 3 и сите заедно. Шеп, шеп, пукничке, моја мала сестричке, колку си ми мила, и ми даваш сила. Уште еднаш. Шеп, шеп, пукничке, моја мала сестричке, колку си ми мила, и ми даваш сила. Исто во ова можеме да го испееме и со неутрален слог. На, или та. Ајде да се обидеме. На, или пак со ритмичка придружба. Тоа може да бидат нашите раце, може да плескаме со раце, да тропкаме со нозе или да употребиме некој детски музички инструмент. Ајде ќе се обидеме со плескање со раце. Одиме. 3 и шеп, шеп, кукличке, моја мала сестричке, колку си ми мила, ти ми даваш сила. Одлично. Тоа беше часот, ученици, и ви благодарам за вниманието. Довидување.